почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитуван представник од Регулаторната комисија за енергетика и води и услуги на Република Македонија, почитуван народе македонски. Расправаме за предлог финансискиот план за 2021 година на Регулаторната комисија на енергетика и водни услуги на Република Македонија. Оваа точка ја разгледувавме на Комисијата за економија. Мнозинството во комисијата ценеше едно, ние како опозиција ценевме друго и тоа е сосема легитимно. Меѓутоа, чисто да ги запознам и граѓаните на Република Македонија, оваа комисија е покрај другото комисија која одлучува дали ќе поскапи струјата или нема да поскапи. И тоа го работи според утврдена методологија и во стрикно определено време, тоа е крајот на јуни, односно 1 јули треба да знаеме дали ќе имаме покачување на цената или нема да имаме покачување на цената. За жал, 2020 година имавме покачување на струјата 7,42%, 7,42% плюс 18% ДДВ на сето тоа. И сега околу извештајот, жалам што господинот Бесимовски како председател на комисијата и вака фронтмен не удостои со присуството, меѓутоа имаме представник, се е регуларно. Меѓутоа, чисто на комисијата, председателот на комисијата истакна многу пофални зборови за комисијата, дека работат домакински, успешно и така натаму, дека се најдобри во регионот, но некако перцепцијата кај народот, кај граѓаните не е таква. На комисијата истакнав повеќе заклучоци, од кои поважни се следниве. Извештајот е неприфатлив. Извештајот е неприфатлив во делот на плати, особено платите и привилегиите на раководните структури и председателот Бесимовски се незаслужени. Ќе образложам зошто. Според мене, начело на регулаторната комисија мора да има независно и стручно лице кое ќе биде ослободено од партиски влијанија, затоа што било кој човек од улица да го земете, ако нешто му сервира политиката и тој треба тоа да го промовира како независна политика, тоа ќе го направи, верувајте, за многу помали примања. Моje лично мислење е дека Бесимовски не се снаоѓа во проблематиката на независна комисија за енергетика и води, а генерално и реков, комисијата се доживева како партиска комисија за енергетика која одработува за политиката на СДСМ. Ваквата состојба во регулаторната комисија придонесува покрај други настани за лошите рейтинзи на Република Македонија во меѓународните извештаи на многу независни институции од Европа и светот кои ја тангираат работата на демократичноста и независноста на институциите. Да не должам околу извештајот. Бројот на вработени секоја година рапидно се зголемува, односно расходите за плати и надоместоци на плати во комисијата се зголемуваат. Така, во 2019 година комисијата има 30 вработени, во 2020 година има 40 вработени, во планот кој ни е понуден сега на разгледување, за 2021 година се планира 46 вработени. Реков, перцепција е на многу луѓе дека и покрај тоа што комисијата стално ги зголемува бројот на вработените, дел од нив воопшто не си ја завршуваат својата работа или воопшто многу малку работат. Процентуално тоа, ако го изразиме, 2019 кон 2020 зголемувањето на број на вработени е 33%, а 2019-2021 зголемувањето на број на вработени, ако се реализираат овие 6 нови вработувања, би биле 53%.
Според предлог финансискиот план од 2021 година, евидентно е дека најголеми расходи комисијата прави во однос на ставката плати и тие се огромни и доминантни. Така во 2021 година се планираат фантастични 79 милиони денара за плати, од кои близу 50 милиона денара или близу 62% ќе одат исклучиво за плати. Платите константно се зголемуваат, сумата на пари за плати. Во 2020 кон 2019 зголемени се за 18,23%, во однос 2021 план кон 2019 сумата на средства за плати се зголемува 32%. Сега, тоа го зборував и на комисија, ќе се повторам. Ако направите број на вработени и сума на плати кои се поделени сума на пари, годишната плата на просечно на еден вработен бруто изнесува некаде околу 1 милион денара. Или тоа се 17.500 евра просек, вака по-народски 1456 евра просечно за месец. Сега, околу платите, тоа што мене ме интересира е два моменти. Имаме заслужени плати, тоа се на тие што работат реално, вработените, и тука немам никаков проблем. За жал, нивните плати се помали од просекот, предпоставувам, но платите на раководните структури се драстично повисоки, иако се чуват како тајна, тие се 2-3 и повеќе пати поголеми од просекот кој го извадив. Јас секогаш викам да за големи плати, посебено во вакви регулаторни комисии кои треба да бидат независни, затоа што таа плата треба на некој начин да гарантира независност на комисијата. Но се поставува прашањето дали овие големи плати Беслимовски и неговиот тим ги заслужуваат. Јас ќе речам не. Затоа што во 2020 година ја зголемија незаконски струјата за 7,4% плюс ДДВ 18% на сето тоа. Зголемувањето го донесува на 31 јули 2021 година надвор од сите законски норми и логики. Имено, според закон, тие се обврзани до 1 јули да донесат одлука дали ќе има или ќе нема покачување на струјата. Сега што прави ова раководство, начело со Бесимовски, сами си носат одлука на 12 јули 2020 година за пролонгирање на тајмингот за давање одговор на прашањето дали ќе има или ќе нема зголемување на струјата. И нормално на 31 носат таква одлука. Што е проблемот? Проблемот е што на 15 имавме избори. Значи, оваа комисија директно партиски одработи да нема зголемување на струјата во време на кампања и тоа го направи после изборите, кога беше евидентно дека некој ќе формира старо нова влада и едноставно одлуката е донесена надвор од сите законски норми. Тоа што сами си донесе одлука нема никакво покритие. Во суштина, проблемот е на друго место. Зголемувањето на струјата беше причина за покривање на лошиот менеджмент во енергетскиот сектор, покривање на лошиот менеджмент во однос на продавање на домашната струја, која на светскиот пазар во тој момент вреди 51 евро по киловат часови, се продаде за 36 евра по киловат час, и илјадниците вработување во енергетските компании кои се претежно партиски и непродуктивни. Наместо тоа да се потенцира во извештајот, тоа никаде не се кажува и едноставно цехот требаше да го плати и го плаќа македонскиот граѓанин со поскапување на струјата.
Ова повлекува и дополнително проблеми во 2021 година и Довршете, повторно истите компании прават огромни загуби кои едноставно ќе треба повторно да некој ги регулира. календарите. Ви благодарам. Се надевам дека ќе имаме надзорна расправа и ќе расправаме. Благодарам. Колеч, Ракчи.